Здраво, ова е 325-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален кратокосрод за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е What You Wish For од Николас Томнај, во кој станува збор за Рајан, глумен од Ник Стол, кој е готвач, заглавен во коцкарски долгови, кој бега за Латинска Америка, во посета на својот пријател од кулинарското училиште, кој го нема видено долги години. Брајан Грох, кој го глуми Джек, колегата готвач кој престојува во вила во Латинска Америка, кој готви за елитен кружок, кој му овозможува да престојува во овие луксузни домови, на што љубомори Рајан, затоа што тој е заглавен во незавидна позиција. Сепак, има некаква длабока несреќа во животот на Джек, кој за волја на иронијата му завидува на слободата која ја искусува Рајан во неговите оскудни работни обврски, што е проследено со неверување, бидејќи се наоѓаат во разкошна вила. Откако Рајан ќе го пронајде неговиот пријател обесен, ќе одлучи да го преземе неговиот идентитет, за да може да го искористи неговиот договорен хонорар, за да ги исплати сопствените долгови, меѓутоа јадењето кое се бара да биде приготвено од него, покренува сериозни морални и етички дилеми. Тогаш дознава Рајан што го мачело неговиот пријател, што си го одзема животот. Летниот период е попроблематичен за изнаоѓање на врни артхаус фестивалски филмови за видеологија, па затоа се обидувам да го освежам репертоарот на емисијата со филмови кои можеби натежнуваат повеќе на жанровските тропи со импликации за иницирање на возбудата кај гледачот, но во никој случај нема да останам недоследен на високите естетски норми кои мора да ги исполнува едно дело, без разлика од кој жанр доаѓа. What You Wish For докажува дека лесно е да се завиди на туѓиот успех, уште полесно е да се посакува истиот како свој, а најлесно е да се биде нечија замена, за да се вкусат поволностите на туѓата позиција во животот. Воопшто не е лесно да се носи човек со последиците, затоа што не се јаде се што лета, посебно не во рајски предел на земјата, кој за некого може да биде губилиште. Многу лесно може да се констатира дека филмот е директен, без слоевитост на значењето во приготвувањето на филмската лазања, за кој лимитираниот буџет за корпа со намирници си го прави своето, но и покрај малиот број на ликови и локации, режисерот наоѓа начин како да ја спаси вечерата и го сервира специјалитетот. Некој ќе најде полнота на перипетиите во кои ќе ужива, друг ќе остане гладен за смисла и ќе го заборави овој безуспешен филм, но моето стојалиште е дека изобилен е квалитетот на делото и не може цело време да се дегустира исклучиво храна од елитни ресторани, понекогаш може да се најде сладострастие на вкусови и во брзо приготвена храна со љубов и ефтини намирници, па затоа давам прединство на независни филмови со мали буџети и јасни визии во емисијата. Во филмската историја уште од минатото е распространета идејата за постоењето на овие елитни кружоци на мултимилионери кои пробале се, виделе се, направиле се и сакаат да ги избегнат тривијалните преокупации со цел да посведочат на нешто несекојдневно, што секогаш има некаква врзаност со декаденцијата која не може да си ја приушти обичниот човек, а тие ги немаат финансиските лимитации и може да си го допуштат луксузот да вкусат од забранетото овоше, да ги заобиколат законите за тоа што се нарекува табу, затоа што сметаат дека парите може да им го обезбедат тој комодитет и тие нивни баханалии ќе пробудат извитоперен жет и глад за нови, непробани вкусови. Тоа дека е словенечка агенцијата е тешко за верување, ама што му знаете, се си има по светов. Сите работиме нешто што не ни е померак за да може да си го обезбедиме лебот. За жал во таков свет сме одлучиле да живееме, меѓутоа работното задолжение на Рајан, кој сепак се бави со професијата која ја изучувал, бара од негова страна голема доза на комодификација, доколку сака да предизвика сатисфакција кај клиентелата со неговата вештина, со потребно самозалажување дека аморалниот чин ќе го извади од затекнатата позиција, заглавувајќи од еден во друг безизлез, како награда за неговите готвачки способности. Има зошто апатичниот Джек поседува дупка во срцето и покрај тоа што долетува со прва класа на тропски острови да готви за богаташи, а сепак останува крајно несреќен и незадоволен. Со вметнувањето на детективот во Равенката, кој има лична побуда за решавање на случајот на исчезнатиот внук, кој заврши на мени,
во мигот кога ќе се само покани на вечерата, нагазувајќи го привидното гостопримство, се раѓаат многу нови сценаристички варијабили, компликација која го зачинува осмисленото дело, особено кога останатите партиципиенти ќе ја прифатат играта и се возбудат, како што ќе посочи еден од човекојаците, со аналогија дека ја изневеруваме сопругата токму поради таа возбуда од постоечката можност да бидеме фатени на дело, насреде прелюб. По таа негова логика, адреналин се лачи меѓу секој залак, затоа што земачот на нивната слобода седи на иста маса со нив. Девојката Алис, глумена од Пенелопе Мичел, не знам зашто упорно се вртка како глушец околу стапица, кога може непречено да се замине од вилата, а за разлика од неа ликот на Имоджен, глумен од Тамсин Тополски, и тоа како има тежина и знае многу повеќе од тоа што кажува. Ник Стал е актер кој ми бил препознатлив уште од моето детство, не само поради тоа што личи на еден мој соученик од основно училиште, туку ме воодушеви од мали години од Були, Лејри Кларк, но откако се препушти на зависностите, се дистанцираше од Холивуд, па затоа ми се допаѓа неговото повратништво на големиот екран, затоа што денес може да глуми напатени ликови со испишан непребол на лицето, додека преминува од безволност, иницијатива и завршува во почетна апатија, но жанровскиот филм никогаш не му ја затвори вратата со оглед на тоа што се појави во What Josiah Saw по повратништвото од 2019 година. Само да подсетам, во овој филм презема одговорност да глуми антагонист, кој со неговите сомнителни одлуки се обидува да ги добие симпатиите на гледачите, талентираниот господин Рајан, кој ќе дознае зошто таква крнтија вози Джек кога ќе замине по набавка на месо. Филмот е жанровски кодифициран, правејќи успешна фузија помеѓу мелодраматичните елементи преку зависта помеѓу пријателите и опортунистичката замена на идентитети, крими трилер чинители кои со себе ги понесуваат детективот и хорор елементите кои се срцевината на творбата со оглед на тоа што се консумира човечко месо по рецепт на Ханибал Лектор. Најдиректна паралела може да се прегне со неколку филмови кои ги рецензира во видеологија. Едниот Ралф Фајнс исто така требаше да готви пред избрана клиентела во Демени, а Александар Скарсгард на екзотично место мораше да подлегне на елитно сафари на луѓе во Infinity Pool. Филмови кои ја содржат емпириската сродност на постоењето на тајни кружоци со големи апетити и афинитети, во кои преку еврименот ги спознаваме нивните ненаситни побарувања. The Most Dangerous Game, Hunted, Ready or Not, The Hunt, па дури може да се навратиме до хостелите на Илај Рот и Surviving the Game и да установиме дека ловење луѓе во хорор жанрот е олимписка дисциплина која со децении се практикува во него, само што некогаш се случува плено да му избега на ловецот и преживее. Фреш беше интригантен инди хорор филм каде по ново време се приготвуваше човечко месо, а замената на идентитети во инфлуенсер до делата на Алфред Хичкок се практикува во хорор жанрот. Композиторите Джеф Русо и Трейси Трнбол, иако не се ни сретнале со режисерот и само се допишувале со него, ги затегнуваат гудалата во нивните свити, во транзиционите сцени, надградувајќи ја атмосферата на трилер елементите, пролонгирајќи го исчекувањето на почетокот на филмот, а во епилогот се подлога која ја акцентира превртливоста на лицемерните ликови кои седат на маса со детективот и играат шах со нивните животи, без грандиозни крешенда, само со интригантно превирање кое си поигрува со нервите на гледачите, аналогни творби на телевизиските ангажмани на Русо. Со оглед на раскошната градина и прекрасната вила, која не се одвестува на сиромашното колумбиско градче каде се наоѓа, не му било тешко на директор на фотографија Матео Гузман да најде соодветни агли за кадрирање на широкиот 2.20 наспроти еден аспект, а за разлика од убавината на надземјето, не смее да се заборави стерилниот подрум, односно подземната кланица која е контрапункт на раскошната рајска градина. Секогаш ми причинува задоволство да го видам родното место на тропските растенија кои се наоѓаат во мојот дом. Самиот режисер Николас Томнај е и монтажер на филмот, што ќе беше симптоматично и проблематично да не траеше филмот 100 минути, но мислам дека Николас, иако има потрошено повеќе време да ја воспостави новостекнатата обврска да се готви за престижната клиентела, во прав момент ги комплицира работите со пресвртите и вметнување на детективот како непоканет гостин на вечерата и гладните нарачатели го прифаќаат предизвикот да глумат дека не знаат каде се наоѓа неговиот внук, додека сите заедно го јадат неговото приготвено тело.
Режисерот Николас преферира да ја има комплетната контрола врз неговите филмови на сетот, па затоа и самиот ги продуцира и скоро во сите филмови кои сум ги гледал од него огромно значење предава на вечерите во кои се одлучуваат туѓите судбини и се вкрстуваат животите кои се променуваат еднаш за секогаш. Уште од првиот негов краток филм од 2002 година, Црнобелиот The Host, има средба на среде вечера на избеган затвореник и домаќин на забава, каде постоечки конфликтот на ликовите од различна финансиска провениенција, кој прераснува во заложничка криза, каде не се знае кој кого држи заложник. Оваа премиса ја елаборираше понатаму и во долгометражното деби, каде го има најдено соодветниот актер Дейвид Хайд Пирс од серијата Фрейзер, да го глуми елитниот собственик на домот, кој го прима посетителот кој му станува заложник во The Perfect Host од 2010 година, освојувајќи Сатрон за најдобро DVD издание, така што непоканети гости на вечера снима цел живот Николас. Во 2010 година исто така осними краткиот Swimming to Friends за авантурата на напуштањето на монденскиот живот во крајбрежното градче. Во меѓувреме работи бројни рекламни видеоспотови и оваа година се враќа на долгата форма со уште една мешавина на гости од различно потекло кои седнуваат на маса и ги заменуваат улогите на прогонител и плен, експертиза која ја вежба целата своја кариера Николас. Забите кои му фалеа на меню се наострени тука, со оглед на тоа што поголеми се влоговите за протагонистот и за детективот и агенцијата не прави само перформанс, напротив има константен прилив на свежо месо за задоволување на гладната клиентела со исклучителен вкус. Буџетските лимитации и предолгата експозиција со одмерено темпо се причинителите за спорото придвижување на драматуршките елементи кои веќе во вториот чин се во друга брзина, а во третиот спремни да еруптираат. Не може да се очекува дека филмот ќе има некоја екзистенцијална длабочина до која ќе дојдат ликовите, но нема ни претензии за тие дострели, па затоа не може да се бара грандиозност каде не се аспирира да се приготви највкусниот филм во историјата на филмската уметност. Филмот имаше својата премиера на најзначајниот жанровски филмски фестивал Фантежа, а потоа ја започна обемната турнеја по оснатите жанровски филмски фестивали од највисок ранг, како што се Fright Fest, Fantastic Fest, A Night of Horror, каде беше награден од жирито, Grimfest, од каде се замина со 4 награди, Screamfest, Panic Fest. Не срамејќи се од својата жанровска припадност, напротив, гордејќи се, а Магнет го дистрибуираа во киносалите, но не успеа да дигнат прашина за филмот, кој сметам дека може да им се допадне и на публиката која не е љубител на жанровските филмови, бидејќи има здрав мелодраматичен темел, а жанровските тропи доаѓаат со месото, иако ќе има судбината да биде погребан во заборав на стриминг платформите. Филм за готвач кој го добива тоа што го посакал, да биде исплатлив неговиот труд и да се цени кулинарската вештина од страна на рецепиентите, само што препаратите кои се употребуваат за подготовката не се посечи вкус. Штом опортунизмот ве доведе до овие кружоци, единствен начин за излез е да се заврши на нечие мени. Ако морам да го евалуирам, тогаш What You Wish For од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 325-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!